Во ова издание. При руски воздушен напад врз железничка станица во Источна Украина најмалку 30 загинати. Бројката расте. Европската унија најави нови санкции за Кремљ. Екстремна анксиозност, раздразливост, проблеми со јадењето на соница. Последица од руската инвазија врз Украина, врз менталното здравје на децата и тинеџерите. Lockheed Martin, Northrop Group, Boeing во жестока конкуренција во подемот на така наречениот Вселенски брег на Флорида. Причини комерцијалниот транспорт и иницијативата на НАСА да ги врати астронаутите на месечината со крајна цел Марс. Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Представници на украинската железница соопшти дека повеќе од 30 луѓе биле убиени, а стотина ранети во руски ракетен напад врз станица во Источна Украина, која се користела за евакуација на цивили. 2 ракети ја погодиле станицата во Краматорск. Еве ги деталите. Агенцијата Reuters пренесува дека гувернерот на регионот Донецк рекол дека илјадници луѓе биле на станицата обидувајќи се да заминат во побезбедни области. Европската унија официјално воведе нови санкции за Русија во петок, додека претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен и шефот за надворешна политика Јозеп Борел отпатуваа во Киев во знак за поддршка на украинскиот претседател Зеленски. Новите мерки вклучуваат забрана за увоз на јаглен, дрво, хемикали и блокирање на сите трансакции со 4 руски банки. Руските трупи во Украина целосно се повлекоа од Северна Украина во Белорусија и Русија, соопшти британското министерство за одбрана. Во ажурирањето на разузнавањето се вели дека некои од силите најверојатно ќе бидат распоредени во областа Донбас, украински регион што се граничи со Русија. Доцна во четвртокот Зеленски рече дека ситуацијата во градот Бородинка е полоша од онаа во Буча. Бородинка е околу 60 километри северозападно од Киев. Се појавија сведоштва за злосторства извршени врз северните украинци од страна на русите, што потикна повеќе земји да се прошират и дополнително да ги заострат санкциите кон Русија. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен предупреди дека повеќе веродостојни извештаи за руските злосторства врз украинските цивили излегуваат од земјата опустошена од војната и вети дека еден ден ќе има одговорност за Москва. Русија негираше дека убила цивили во Буча. А втор месец откако почна руската инвазија на Украина, социјалните медиуми и телевизии продолжуваат да покажуваат вознемирувачки слики и вести од конфликтот. Тоа може да доведе до последици врз менталното здравје на децата, предупредуваат психолозите. Екстремна анксиозност, раздразливост, проблеми со јадење и несоница. Последиците од руската инвазија на Украина врз менталното здравје на децата и тинеџерите може да бидат многу сериозни, предупредуваат психолозите. И не е важно дали децата се зафатени од воени акции или се на друг крај на светот. За помладите деца сме загрижени повеќе бидејќи тие тешко може да разграничат што им се случува на другите деца во светот во споредба со тоа што им се случува нив. Психолозите велат дека независно од возраста на децата, многу е важно и неопходно да се зборува со нив за инвазијата. Важно е родителите да сватат дека децата ќе слушнат информации, но сакаме да осигураме дека тоа е информација што тие ќе може да ја разберат. Ако нивниот развој тоа не им го дозволува и ако родителите не ја разјаснат информацијата, може да дојде до промена во нивното расположение, раздразливост или промени во апетитот и спиењето. Украинката Татјана Батлер живее во САД изминативе 13 години, заедно со незиниот сопруг и двата сина, но незините родители, браќа и сестри се во Украина. Од почетокот на инвазијата таа се обидува да најде одговор кога незините синови ја прашуваат зошто луѓето во Украина се убивани. Не можеа да сватат зошто нивните баби и дедовци се кријат во подрум, зошто на вести гледаме уништени куќи и автомобили. Како мајка, за мене е многу болно да им ги покажам овие слики на моите деца, но знам дека тоа треба да го направам. Кризни ситуации исто така се можност децата да научат како да им понудат помош на оние на кои им е потребна. Витали, 10-годишниот син на Татјана, наслика антивоен знак во поддршка на Украина и заедно со неговите родители и брат беше на протестите во Вашингтон. Кога на вести ќе видам како руската војска напаѓа цивили, се чувствувам гневен. Потребен ми е мир, а не насилство и војна.
И русинката Нина Дейвис, која живее во Њу Џерси, смета дека е многу важно да зборува со нејзиниот 15-годишен син за руската агресија во Украина. Мне было очень важно, чтобы у него не было какого-то... Беше важно за мене тој лично да не чувствува срам, оти ниту тој, ниту јас сме виновни. Не се сите руси лоши. Разговори поддршка се особено важни за децата кои се зафатени од војната и гледаат ужасни работи, што ниту едно дете никогаш не би требало да ги види. You do have incredible risk. Постои голем ризик од емоционални и социјални последици кај овие деца. Прашањето е како да се направи баланс. Поддршката од семејството е клучна. Но најважно од се, велат психолозите, е родителите да си повторуваат себе си и на децата, дека на секоја војна и доаѓа крај, па ниту ова не е исклучок. А за крај на News Flash, вселенските лансирања повторно се во редовна функција на вселенскиот брег на Флорида, благодарение на бумот во комерцијалниот вселенски транспорт, но и иницијативата на НАСА да ги врати астронаутите на месечината со крајна цел да стасаат до Марс. For 50 years, Околу 50 години вселенскиот брег на Флорида беше место за лансирање. Лансирање, но не и производство. Поголемиот дел од опремата користена во програмите Apollo и Space Shuttle во текот на тие години беше испорачана на Флорида за склопување. Кога Атлантис беше приземен во 2011 година на последната мисија, тоа го означи крајот на ерата на човечките вселенски летови. Како што се намалуваше лансирањето, страдаше економијата. in 2011, unemployment Во was 2011 невработеноста во тој момент беше 12%. Економијата и незините изгледи не беа толку силни. Брайан Балута, подпредседател на Комисијата за економски развој на Вселенскиот брег на Флорида, вели дека токму тогаш неговата организација понудила концепт што може да ја промени работната сила во областа трајно. and it started with Започна со преземање на невообичаен чекор да се допре до компаниите кои веројатно ќе го произведат наследникот на Space Shuttle. Во тоа време се викаше Crew Exploration Vehicle. Се дојде до Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, компании што веројатно ќе се надпреваруваат и ако го добијат договорот, не само што треба да размислат за лансирање од Кейп Канаверал, туку треба да размислат да го состават нивното вселенско летало овде. Концептот зеде замав. Исто како диверсификација на портфолието, ако ја диверсифицирате областа и вашите производи, можете полесно да минете низ тешките времења. Кели Дефацио е директорка на локацијата со Lockheed Martin, која го доби договорот за создавање на следната генерација на вселенско летало на НАСА, што кој превезува луѓе на месечината. Возилото за истражување на екипажот, сега наречено Орион, ќе биде капсулата од предстојните мисии Артемис. Некои од компонентите на Орион се споени во новиот звезден центар на Lockheed во близина на Титусвил, Флорида, вклучително и термички плочки кои служат за заштита на капсулата Орион. Дефазио вели дека се зголемува возбудата. Ние ќе ги однесеме луѓето поддалеку, отколку што воопшто некој бил. Кога растев со 7 астронаути, тоа беше навистина град што отвараше нови видици. Описот на граничниот град на Дивиот Запад е исто така како Кечам го карактеризира денешниот Space Coast со владини изведувачи и приватни компании како SpaceX, Blue Origin и партнерството на Airbus OneWeb, меѓу се поголемиот број организации кои се занимаваат со недвижен имот и пристап до лансирање. Имавме најава оваа недела дека ќе има мала компанија за лансирање наречена Astra, која доаѓа овде да изгради мали ракети за мали сателити, што е нова компонента на вселенската индустрија. Но ја имаме и Firefly, доаѓа Relativity и други компании по нив. Колку повеќе, толку подобро, вели Кечам. Не само што и помага на локалната економија, туку и ги одржува сад конкурентни на глобалното ниво, во на што тој го гледа како нова вселенска трка. Кога гледавте Newsflash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации подете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме в понеделник.